Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Градинките и новиот бран на COVID-19. Ако беше епидемиолошката слика како во градинките во државата, ние ќе бевме среќни. Голем дел од родителите се скептици. 10.000 места не се пополнети, само на хартија се запишани децата. Илјадници други молат и чекаат ред. Треба во нормална држава да има места за сите деца да се запишат во градинка. Нова иницијатива доуставен за укинување на мораториумот за градење во центар. При крај сме со одговорот за иницијативата доуставен, каде што јасно ќе дефинираме од каде ја црпиме ние таа правна сила за да може да донесеме таква одлука. Од градежната комора тврдат дека претставката не е нивна, но се согласуваат со неа. Инвеститори и градежни компании можат да инвестират во периодот од 3 години 1 милиарда. Омбудсманот отвора постапки за дискриминација, но не е ефикасен, оценува граѓанскиот сектор. Делува, функционира, го почитува законот, меѓутоа не испорачува резултати, тогаш не можеме да збориме дека си го исполнува мандатот, односно целта на неговото постоење. Прашањето колкави се ефектите од тоа колку тој успева кога констатира дискриминација во одредена област да го санира тоа право, исто така се коректни. Од околу 20.000 слободни места во градинките во земјава, реално пополнети се само половина. За другата половина, родителите плаќаат, а децата ги држат дома, додека други илјадници семејства се на листи за чекање. По 7 месеци под клуч, во септември градинките повторно ги отворија вратите. Не идеме повеќе со таа насмевка како што сме оделе порано кога не била пандемијата. Новина е што децата и персоналот мора да следат посебни протоколи за заштита од COVID-19. Но веднаш се појавија проблеми. Коронавирусот се шири во градинките низ земјава. 3 деца и 1 вработен се новите случаи со COVID-19 во скопски градинки. Здравствените власти уверуваат дека состојбата се уште е стабилна. Ако беше епидемиолошката слика како во градинките во државата, ние ќе бевме среќни. Голем дел од родителите се скептици и иако ги запишале во градинка, децата и натаму ги чуваат дома. 10.000 места не се пополнети, само на хартија се запишани децата. Илјадници други молат и чекаат ред за децата да им тргнат во градинка. Треба во нормална држава да има места за сите деца да се запишат во градинка. Како ќе се обезбеди место за сите и можно ли е повторно затворање на градинките ако состојбата со епидемијата продолжи да се влошува? Ајде дечки, стигнавме. Пред да оди на работа, Ирена Кузмановска ги остава двете деца во градинка. Помалото оди прв пат, што во услови на епидемија е дополнителен стрес. Стравот меѓу родителите е нормален. Мислам, ние се грижиме постојано за се и се што особено сега во вакво време на пандемија. Можноста кај секој е различна. Сега баби, дедовци, кој може, кој не може, работните обврски си го прават своето, значи родителите мора да се вратат на работно место. Сепак, за неа отворањето на градинките е и олеснување, бидејќи морала да се врати на работните задачи. Иако има ризици, смета дека тоа е најдобро и за развојот на незините деца, кои ретко се во друштво на врсници. Мислам дека се безбедни, се надевам дека и така ќе остане. Ќе видиме за понатаму. Бројките растат, малку се загрижувачки, но тоа е што е. Но сите немаат можност да најдат место за згрижување на нивните деца, за да продолжат да работат. Една алтернатива е бабите и дедовците да станат негуватели, а паркот градинка. Цело време се збори дека место има во градинките, нема и во нормални услови немаше место, а не па сега со пандемијава. Добивме инфо од директорката дека има деца што се на листа на чекање од бебиња и тргаат во школа и се уште се нема ослободено место за нив. По 15 месеци продолжено породилно отсуство, Ана Вета Лазарова била повикана да се врати на работа, бидејќи со отворањето на градинките се укинаа мерките за ослободување на родителите од работните обврски. Но за незиното дете нема место во градинка, а и таа и незиниот сопруг се вработени. Среќа што имаме баби, дедовци, па тие го чуваат, меѓутоа не е тоа решение. Еве, и
Мислам, луѓето се стари, не можат и они да се справат со мало дете кое што е 300 на саат. Еве денеска баш не се добри, детето мораше да остане со нас. Да чуваш дете дома, бебе, практично 15 месеци, и да работат двајцата родители во истиот дом, практично е невозможно. Во општина Ѓорче Петров, каде живее Ана, на хартија на вистина сите места во градинките се зафатени, но на терен реалноста е поинаква. Иако се запишани, голем дел од децата не се појавуваат во градинка. Директорката на градинките во оваа општина, Маја Ристовска, вели дека веќе испишале неколку деца од таа причина, но се уште не се сите на број. Има околу 50 на што не се дојдени, со тоа што најавуваат дека би почнале да не ги испишуваме. Да се надеваме дека ќе дојдат, доколку не дојдат наредната недела, ние повторно ќе ги сконтактираме и доколку не се појават ќе запишеме нови дечиња. Прашувајќи во повеќе општини, дојдовме до заклучок дека и во други општини има многу деца, кои ако се запишани не одат во градинка, а од друга страна илјадници родители чекаат место за да можат да работат. Според податоците од Министерството за труд и социјална политика, пред корона кризата во градинките биле запишани 37.599 деца. Но поради новите протоколи капацитетот се намали, па во моментов има место за 20.781 дете. По список сите места се пополнети, но во пракса во градинка одат околу половина од запишаните, односно 11.726 деца, додека едни држат место. На листите на чекање се неколку илјади деца, меѓу кои 1585 од така наречени приоритетни групи, чии двајца родители работат или пак живеат со самохран мајка или татко. Министерката Јагода Шахпаска вели дека органот со кој раководи нема ингеренции да контролира дали сите градинки ги испишуваат децата што држат место, а не одат. Тоа, вели, се решава локално. Менаџирањето околу уписот на децата, околу нивното посетување или неодење во градинка треба да се менаџира на локално ниво, како од страна на директорите на менаџментот во градинките, така и од страна на општините, односно на локалната самоуправа. Ние испративме допис, побаравме и апелираме на одговорност од страна на родителите да излезат во престрет на овие на кои што навистина им е неопходно. Дополнително продолжуваме со изградба на градинки и создавање на нови места за дечиња во градинките. Додека не се изградат градинките со кои се ветува дека ќе се преполови бројот на оние кои се на листа на чекање, Министерството препорача општините да си најдат простор и да го адаптираат за згрижување деца. Но и тоа не е лесно. Ние не располагаме со објекти во собственост на општината кои што би можеле да се преадаптираат. Ние имајќи предвид ситуацијата во која што се најде и самата влада и Министерството, бидејќи беа локални избори, парламентарни избори, имаше вакуум во делот на одлучување, заменски министри и така натаму, не можеше храбро да се влезе во делот на документацијска подкрепа на сето тоа. Во понатамошниот период ќе видиме како ќе дојде потреба евентуално да видиме ако не да земеме некои простори под кирија, меѓутоа се треба да биде во согласност со одредени стандарди кои што би требало да се исполнуваат и насоки кои што ќе ни ги даде Министерството. Главната причина зошто родители плаќаат градинка, а не ги носат децата, е стравот од COVID-19. Само во општина Ѓорче Петров, минатата недела од COVID-19 се разболеа 5 вработени во градинките. На ниво на државата пак, бројот на позитивни случаи достигна до 18 деца и 55 вработени, а повеќе од 300 деца се во изолација. Сите неопходни мерки од наша страна се преземени по протоколи, по алгоритми се постапува, меѓутоа дали како и секаде се случува, да се надеваме дека во иднина нема да се расшири многу. Ако дојде до такво нешто, тогаш ќе треба да се изолираат сите групи на дечиња, а можеби да дојде до затварање на објекти. Дали ќе дојде до нови рестрикции, пресудни ќе бидат есенско-зимските месеци, кога тешко ќе се разликува што е ковид, а што грип. Според директорот на Центарот за јавно здравје во Скопје, едно е да се следат 50 на нови заразени во еден град, но друго е кога бројките растат. Апсолутната бројка на нови заразени, ако се движи околу 200, onda многу тешко да ги завршите како што треба во еден ден. Некој ќе мора да чека да се истестира, да се анкетира и така натака. Тоа е големо оптеретување на здравствениот систем, не само овде, него во цел свет.
Стојанов смета дека градинките во моментов се безбедни, бидејќи вели нема трансмисија на вирусот меѓу вработени и деца, туку има поединечни случаи донесени од надвор. Имавме еден случај, братче и сестриче, во две различни групи, двете позитивни, во групата ни во едната, ни во другата немавме пренос. Но некои родители имаат поинаков став за состојбата во градинките. Ние не сме неработници. Ние сме мајки кои што се грижат за собствените деца. Повикувајќи се на претходните препораки на Комисијата за заразни болести за продолжување на породилното отсуство, минатиот месец родители излегоа на протест на кој побараа да продолжат мерките за ослободување од работа. Сметаат дека градинките, освен што не можат да ги примат сите деца, не можат ниту да гарантираат за нивната безбедност. На истав е и мајката на Ива Цветковска. Секој ден сме во неизвестност дали ќе ни се јават од градинка, дали ќе има покачена температура, дали нас наутро ќе измерат покачена температура. Меѓутоа, ете, повикани сме на работа, мораме да одиме и тоа е тоа. Според неа, во моментов најдобро решение е еден од родителите да остане дома, барем додека не стивне новиот бран на COVID-19. Бидејќи стварно е стравот во секој од нас и постои и е голем, немаме само едно дете, имаме и други деца, еве во случајов јас имам уште две деца кои што се ради ситуацијава ги запишав онлайн да учат, а се релативно мали, едното е прво, другото е трето оделение, како родител сум им потребна и на нив. Сепак бројките се страшни, седевме во едно време кога бројките беа каде пониски од ова сега. Доколку состојбата се влоши, здравствените власти најавуваат дека ќе предложат нови рестрикции, меѓу кои и затворање на градинките. А дали државата може да си го дозволи тоа, ќе оцени главниот кризен штаб. Деца не седат, ако не си у градинка, не седат цело време дома изолирани, тие пак се дружеа. Ученициве исто, младиве исто и така натака. Но од здравствена гледна точка да, али ако не идат деца во градинка, родителите треба да ги чуваат децата, кој ќе работи, како економски ќе се издржи ова. Така да едно решение повлекува друго или едно прашање отвора други две прашања. Сега треба да се најде балансот тука меѓу сите тие. Министерката Шахпаска вели дека при одлучувањето приоритет ќе има јавното здравје и ако требаат нови рестрикции, владата нема да се двоуми да ги донесе. Да следиме будно состојбата. Како ќе се движи епидемиолошката состојба? Ако се влошува, ние во ниту еден момент и по секоја цена нема да ги држиме отворени градинките и дневните центри. Дали градинките ќе го преживеат новиот коронабран, не им значи многу на оние кои ниту досега не успеаа да стигнат до упис. Тие ќе се снаоѓаат како и досега, со надеж дека некоја градинка ќе најде место за нивните деца пред да тргнат на училиште. Двајца охриѓани, непознати за пошироката јавност, се потписници на нова иницијатива до Уставниот суд за укинување на мораториумот за градење во општина Центар. Од Градежната комора тврдат дека не стојат зад претставката, но имаат план за инвестирање 1 милијарда евра за 3 години. На крајот на 2017 година општина Центар прогласи мораториум на вкупно 31 детален урбанистички план. Чекорот значеше забрана за нови одобренија за градба, се додека не се испеглаат старите планови, согласно законите и генералниот план на градот. Градежните компании се пожалија пред Уставниот суд, но иако спорот почна неповолно за локалната власт, Центар го задржа мораториумот. Сега во нова иницијатива до Уставниот суд повторно се бара во Центар да се гради по-старо. Вака денес изгледа просторот меѓу хотелот Holiday Inn и Олимпискиот базен во центарот на главниот град. Пресликано на макета, просторот изгледа вака. Но ако на макетата се преслика она што стои во стопираниот детален урбанистички план, се добива јасна слика што ќе се случи ако се изградат планираните 60 катни згради на ова место. Вака пак изгледа просторот кај поранешната фабрика Треска. Пресликано на макета, просторот изгледа вака. Околните жители и дел од стручната јавност со години се противат на планот од 2012 година, според кој на локацијата треба да никнат 30 згради. И овој план во моментов е под мораториум, со надеж дека ќе се измени. 1, 2, 3, 60 згради до 7 ката и една 14 катница се предвидени во планот на просторот од паркингот спроти поранешниот Скопски сајм до комплексот факултети, односно Скопското мало Крњево.
Овој план е замрзнат бидејќи при носењето во 2012 година не се почитувани ограничувањата за максимален број жители, дозволена густина на население, а параметрите го нарушуваат и соседското право. Крњево е нешто што на вистина е ургентно да се донесе урбанистички план и да се гради, но се она што претходно е правено, има парцели поединечни кои се многу зголемени, дозволено им е претходно голема површина за градба, а самите парцели се многу мали. Така да тука се влезани голем број од овие инвеститори сега што бараат да градат, меѓутоа нивните парцели немаат толкав капацитет колку што тие бараат. Она што не можеме ние со нив да се разбереме е дека секоја парцела има свој капацитет. Не може вие да направите објект од десетина спрата и да има тука илјадници станови, а да нема простор ни да се реши паркирање за 100 возила. И додека општината работи на овие 3 и уште 13 други плана, во архивата на Центар стигнало писмо од Уставниот суд. Од локалната власт се бара најдоцна неделава до судот да ја прати одлуката за мораториум и да одговори за наводите на двајцата иницијатори од Охрид, Александар Илиовски и Игор Влакевски, дека суспендирањето во плановите е незаконско. Со оспорената одлука, Општина Центар ги доведува во нееднаква правна положба граѓаните што имаат сопственост на недвижности на територијата на Општина Центар во однос на граѓаните на другите општини. Во смисла на ограничување на правото непречено да ги уживаат правата, вклучително и правото на градење. Имињата на двајцата охриѓани кои решиле да се занимаваат со Центар не се познати во бизнис круговите, но тие очигледно се добро запознаени со фактот дека при слична иницијатива лани Уставен побара од Центар да го запре мораториумот додека не донесе одлука. Администрацијата на градоначалникот Саша Богдановиќ тогаш направи трик. Ја поништи првичната одлука за мораториум која беше дадена на Уставен и веднаш донесе нова, па на судот не му остана друго освен да ја прекине постапката. За новото барање, идејата е да објаснат дека секој детален план мора да биде во согласност со генералниот план и дека само општината ја има надлежноста да го спроведе тоа. При крај сме со одговорот за иницијативата до Уставен, каде што јасно ќе дефинираме од каде ја црпиме ние таа правна сила за да може да донесеме таква одлука. И тогаш ќе се доведеме во ситуација дека ако Уставен не ни даде, односно ни каже не сте надлежни вие тоа да го правите, тогаш ние да опрашаме кој е надлежен за да спроведува план кој што па не е усогласен со одредени параметри. Поинаку мисли председателот на Градежната комора и еден од инвеститорите кај Треска, Ивица Јакимовски. Вели дека тие не ја поднеле новата иницијатива, но се согласни дека мораториумот е незаконски и дека процесот заглави предолго, што на градежниците им донело загуби од половина до 1 милијарда евра. Убедува дека градежниците не се тие кои ги попречуваат новите детални урбанистички планови, но вели и дека нема да дозволат да им се намалат маркичките нацртани во старите планови, односно така нареченото стекнато право. Не постои барање од нити една компанија во моментот да бара да му се зголеми од тоа што го има во моментот. Доколку постојат услови и општината процени дека треба да се зголеми, ние нема да кажеме не зголемувај, зголеми го. Меѓутоа тоа што претходно си го имал како собственост да го намалиш, тоа е недозволиво и тоа не може да помине. Јакимовски тврди дека и тие сакаат да обезбедат поквалитетен живот за граѓаните и околината. Освен до надлежните општини, оваа порака одлучиле да ја пренесуваат и на извршната власт. Доставивме конкретна понуда, која што се однесува до централна и локална власт. А тоа е да ние како градежна комора, во кој што постојат членки, инвеститори и градежни компании, можат да инвестират во периодот од 3 години 1 милијарда, за тоа што имаат собственост на градежни парцели, на кои што постојат детални урбанистички планови, со кои што треба да се дозволи тоа да се реализира. Во која насока ќе го подобри живењето, нема да го оневозможи или да влие штетно на околината. Зашто? Затоа што сите објекти кои што се градат се енергетски ефикасни. Дека постапката за некои планови трае долго, признава и доскорешната председателка на Советот на Општина Центар и граѓанска активистка Јана Белчева, но не гледа вина кај локалната власт. Вели се соочуваат со апсурдна ситуација. Планерските фирми кои ги најмува општината за изработка на детални планови не ја слушаат локалната власт. Некои планови се заглавени во процедурата на донесување,
заради тоа што очигледно е немањето на волја на планерите да постапуваат по забелешките на стручните тела и на стручната комисија и на одделението за планирање, кои совесно си ја работат својата работа, останувајќи на принципите кои ги побарале што треба да се коригира во плановите. И градоначалникот признава дека има одредено доцнење, но вината делумно ја префрла на COVID-19 епидемијата и нефлексибилноста токму на градежниот сектор. Реакциите на градежната комора ги разбирам, но не се согласувам со една работа. Од една страна кажуваме, сакаме да имаме подобри услови за живот и они се спремни да ги направат, односно да ги променат начините на кои што ќе се гради на територија на општина Центар, не само на територија на општина Центар, тај Боже низ цела држава. Од друга страна пак, кога ќе дојде планот на јавна анкета со одредени измени кои што се подобрување на тој план, односно ќе направиме колку што може подобар план, има реакции бидејќи нормално некои измени не се согласуваат или не се допаѓаат. Во кругот на испреплетени интереси за секој нов квадрат бетон, Белчева сепак се надева дека конечно граѓаните ќе бидат тие кои ќе победат пред Уставниот суд. Јас се надевам дека ситуацијата сега е уште подобра, дека ситуацијата е смената на подобра заради тоа што секојдневно веќе се зборува за проблемите кои со лошото уредување на просторот ги живеат граѓаните и дека Уставниот суд нема да си дозволи да запре една постапка која е започната, а која се бори за законитост во работењето, за непрекршување на законите, за задржување на параметрите кои се претходно пропишани и за следење на овие принципи кои се многу поголеми, а тоа е хуманизација на просторот, заштита на животната средина, заштита на културното наследство, континуитет во процесите и на регионален развој и на одржлив развој на оваа држава. Поедноставено, уставните судии ќе мора да пресечат што е повисоко: правото на собственост на кое инсистираат инвеститорите или правото на хуман живот и законската обврска на општината да го уредува просторот во согласност со повисоки акти. Карта плюс за општината сега е законот за урбанистичко планирање кој првпат предвиде можност детален план да се суспендира од применување од страна на донесувачот на планот, доколку се докаже несомнена штета по јавниот интерес, што е воочена во текот на спроведувањето на планот. Во полза на градежниците пак е тоа што мораториумот смее да трае не подолго од 6 месеци на поединечни делови и 1 година за целиот плански опфат на урбанистичкиот план. Овие одредби засега имаат само декларативна вредност, бидејќи мораториумот во Центар беше донесен пред законот. Но кога влогот е голем, важен е секој детај. Бидејќи што и да одлучи Уставен, тоа ќе биде или укор, или шанса и за другите општини во државата, а не само за 7,5 квадратни километри на територијата на општина Центар. Омбудсманот отвора постапки за дискриминација, но не е ефикасен, оценува граѓанскиот сектор. Делува, функционира, го почитува законот, меѓутоа не испорачува резултати, тогаш не можеме да збориме дека си го исполнува мандатот, односно целта на неговото постоење. Прашањето колкави се ефектите од тоа колку тој успева кога констатира дискриминација во одредена област да го санира тоа право, исто така се коректни. По 16 години на Иџет Мемети во декември му завршува мандатот на народен правобранител. За еден сегмент од неговата работа, дискриминацијата, граѓанскиот сектор му забележува за неефикасност. Се појавија и други критики. Црниот понеделник е терминот кој во колективната меморија на земјава е врзан за 24 декември 2012 година. Денот кога тогашната власт ги отстрани новинарите, а потоа ја исфрли опозицијата од собраниската сала поради противењето на носењето на буџетот за следната година. Собранието го донесе буџетот на Република Македонија за 2013 година. Но освен буџетот, тој ден помина уште една одлука. Без опозицијата во собранието и протести надвор, Иџет Мемети доби второ 8-годишен мандат на народен правобранител или заштитник на граѓанските слободи и права во Македонија. За 2 месеца тој ја напушта фотелјата на која е 16 години. Со какви резултати заминува Мемети и кој ќе го наследи? Благодарам за исцрпното излагање.
Национална конференција за недискриминација. Време да слушнат или да кажат нешто одвоија министри, пратеници, представници од институциите, експерти за човекови права. Но празно остана столчето резервирано за народниот правобранител Иџет Мемети, кој не дојде да ги слушне забелешките во извештајот за еден сегмент од неговата работа во изминатите 10 години – спречувањето и заштитата од дискриминација. Во документот на невладината мрежа за заштита од дискриминација се заклучува дека позитивни аспекти од работата на омбудсманот се покренувањето постапки за дискриминација, почитувањето на роковите, спроведувањето увид во некои случаи, но и дека клучен проблем е немањето резултати од неговата работа во унапредувањето на еднаквоста и спречувањето и заштитата од дискриминација. Раскажано во бројки, од вкупно поднесените 42.618 представки, 556 се за дискриминација. Народниот правобранител не отворил постапка или набрзо ја запрел во 59% од овие случаи. Во 41% од случаите, каде е отворена постапка, се нотира дека процедурата најчесто е долга. Често и повеќе од 90 дена, доколку е во прашање дискриминација кон ЛГБТ заедницата, сексуалните работници и луѓе што употребуваат дроги. Народниот правобранител може да поведува постапки и по сопствена иницијатива, но тоа го правел само 2 пати годишно. Но и кога омбудсманот носел одлуки по утврдена дискриминација, само во 43% од случаите засегнатите институции ги прифаќале неговите препораки. Во мнозинството од дури 57% случаи, институциите не го почитувале народниот правобранител. Само за 3,8% од ваквите случаи на непочитување, Мемети одлучил да се реагира до владата. Конкретно во предмети што имавме за дискриминација во полициското постапување кон сексуални работници, народниот правобранител препорачува да се обучат, да се обучи МВР како да постапува со оваа маргинализирана група. И тука завршува постапката. Народниот правобранител понатаму не мониторира дали МВР стварно ги спровел овие обуки, дали не ги спровел, кои се ефектите, кои се резултатите од тие обуки, дали сега имаме никакво подобрување, него во најголем дел од случаите тука и завршува постапката. Според Драндаревска, народниот правобранител вели дека државните органи доцнат придавањето одговори и не ги почитуваат препораките. Но од друга страна, тој не ја користи законската можност да покрене прекршочна постапка против нив. Како последица, граѓаните наместо да завршат работа кај народниот правобранител, често битката ја продолжуваат кај невладините организации. Според Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, омбудсманот треба да е почесто во јавноста за да ги исполни законските обврски. Соработка со граѓанскиот сектор, промоција на човековите права и слободи, да спроведува истражувања и едукации и да иницира законски измени. Како пример за добра идеја, а лоша реализација, го посочува проектот Омбудсман Плюс, кој треба да ја следи работата на полицијата. Беа избрани тројца представници од страна на Собранието, значи Хелсиншкиот комитет за човекови права, Сдружение на млади правници и Сдруженијето на кривичари. Меѓутоа, поради, да речам, своеволното, погрешно толкување на одредбите од законот кои што се однесуваат на работата на тоа тело, народниот правобранител фактички го невозможи функционирањето на тоа тело. Никогаш не сме личноста која што раководи со една таква институција, своето его да го стави над она што треба да биде функција на таа институција, особено кога станува збор за човекови права. Забелешките на мрежата за заштита од дискриминација за заменикот народен правобранител Јован Андоновски се добронамерни препораки. Нашиот закон предвидува можност во годишниот извештај кој што ние го доставуваме до Собранието на усвојување да се носат заклучоци кои што по усвојувањето од страна на Собранието стануваат задолжителни за институциите на кои што се однесуваат. И обратно, пак институциите се обврзани 2 пати годишно да реферираат кон Собранието за степенот на реализација на овие обврски. Но за жал ова некако во пракса не заживеа. Народниот правобранител предложува одредени заклучоци, тие се усвојуваат од Собранието, но немаме фоллоуап, нема фидбек. Ниту пак институцијата прави некој дополнителен напор да го следи и степенот на реализација на овие обврски. Критиката на Андоновски за институцијата во која работи не завршуваат тука.
Тој директно го посочува првиот човек, Иџет Мемети, како виновник за нарушени меѓучовечки односи во институцијата. Од страна на народниот правобранител беше побарано од мене да извршам промена во датумот на еден предмет, нешто што категорично го одбив затоа што сметам дека е незаконски. Од тогаш наваму се изродија низа проблеми во нашата релација, кое што кулминираше со незаконското одземање на моите надлежности, кои што ги имам добиено од собранието, а произлегуваат од Законот за народниот правобранител. Значи не зависат од волјата на еден човек. Делумно ми беа вратени надлежностите, меѓутоа областите на кои што претходно работев ми беа одземени. За изборот на заменик народен правобранител за Кичево постапува антикорупцијската комисија по представка на Камери Мери, државен советник од канцеларијата на омбудсманот во Кичево. Според резултатите констатирам дека Илбер Руфати е избран за заменик на народниот правобранител кој ќе работи во подрасната организациона единца на народниот правобранител во Кичево. И Мери во представката до антикорупцијска изразува сомнеж дека Илбер Руфати, предложен од Мемети, ги исполнува законските услови за заменик правобранител. Илбер Руфати дипломирал на Меѓународниот универзитет во Струга на правниот факултет во 2009 година. Се сомневам дали ги има законски потребните 240 кредити или пак само 180, бидејќи по болонјскиот систем е 3+2 години. Од 2010 до 2015 година е вработен во секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, а потоа во управата за јавни приходи. Логично се поставува прашањето кога кандидатот стекна 7-годишно искуство во областа на правото, чија активност е докажана во областа за заштита и промоција на човековите права, што е и законски услов за избор на заменик. Од антикорупцијска велат дека работат на случајот. Доставени се барања за прибирање на податоци и информации до надлежни институции и добиени се одговори во законски предвидениот рок. Постапувањето по предметот е во фаза на разгледување и одлучување на комисијата на седница, согласно нејзините законски надлежности. Мемети има уште околу 2 месеца од својот мандат, па иако веќе требаше да се знае барем кои се најсериозните кандидати, собранието се уште не распишало оглас, а тоа требаше да се случи уште пред 1 месец. Јас како председател на комисијата за прашања поврзани со изборите и именувањата, сме надлежни во делот на именувањето и во делот на изборот. Во делот на распишувањето на огласот со сигурност е надлежност на собранието. Јас очекувам дека и координаторите на координација кај председателот на собранието ќе се договорат кога на дневен ред на пленарна седница да се најде и одлуката за распишување на оглас за народен правобранител. Најгласни во јавното лицитирање за тоа кој треба да го наследи Мемети се политичките партии на албанците. За ДУИ, местото е соодветно за нивниот кандидат за премиер Насер Зибери. Од Алијанса за албанците пак не споменаа имиња, но отворено вела дека тоа место треба да и припадне на опозицијата. Не политичко, туку професионално решение е желба на граѓанскиот сектор. Се надевам дека пораките кои што стигнуваат од граѓанскиот сектор ќе бидат сериозно сватени од страна на власта. Апсолутно е несоодветно да имаме комисија за антикорупција која што е избрана на транспарентен, односно членови кои што се избрани на транспарентен начин во собранието и комисија за недискриминација која што на истаков начин треба да биде избрана во собранието, а да имаме народен правобранител кој што ќе биде производ на меѓусебното разбирање на коалиционите партнери во власта. Во неодамнешниот извештај Европската комисија повторно апелира на именување членови на независните тела, засновано врз заслуги, со што ќе се осигура нивната компетентност и интегритет. Ке допрели пораката од ЕУ до партиите. Омбудсманот Мемети го соочивме со критиките од прилогот во разговорот што следува. Господин Мемети, од невладината мрежа за заштита од дискриминација ви забележуваат затоа што не сте биле на Националната конференција за недискриминација. Имаше министри, пратеници, представници на релевантни невладени организации, но вашето столче остана празно. Јас ја добив поканата, го симнавме извештајот, не бев во можност физички да присуствувам, задолжив државен советник кој го води делот на дискриминација и соодветна и правишна застапеност, но за жал
Господинот Маријан Поњович тој ден не бил во можност физички да присуствува. Од после добив информација дека не можел да присуствува. Значи не е од непочит, од нереспект кон мрежата? Никако. Јас жалам што не сме, сме имале многу што да кажеме и по однос на извештајот и по однос на тоа. Да, велите дека сте го симнале, сте го виделе. Таму беше презентиран извештај од наблюдувањето на работата на народниот правобранител со фокус, велат, на спречувањето и заштитата од дискриминација за периодот од 2010 до 2019 година. Ќе ми дозволите да ги прочитам во ведните реченици од заклучокот во извештајот. Велат, позитивни аспекти од работата на народниот правобранител се покренувањето постапки во предметите за дискриминација, почитувањето на законските рокови, спроведувањето увид во некои случаи, како и главно почитување на законските одредби за постапување по представки, но велат клучен и најсериозен проблем во работата на народниот правобранител е немањето резултати од неговата работа кон унапредување на еднаквоста и кон спречување и заштита од дискриминација на граѓаните. Се работи за извештај кој е еден сегмент од тоа што значи мандат на народен правобранител, плюс се работи за извештај кој и во делот на заштита од дискриминација, согласно Уставот, опфаќа дел од тоа што е мандат на народниот правобранител. Но како и да е, коректни се изнесени овие констатации за тоа што се земени од извештаите на народниот правобранител. Прашањето колкави се ефектите од тоа колку тој успева кога констатира дискриминација во одредена област да го санира тоа право, исто така се коректни. Но Затоа што велат дека не сте докрај истраен во тоа, дека вие ги отворате постапките, но дека не сте истраен. Не, видете, ако го пред неколку дена беше објавен извештајот на Европската комисија, и таму ќе видите само оваа институција во Македонија има резултати во тоа што значи заштита од дискриминација, затоа што факт е дека само фактографски Европската комисија наведува што имате сработено, нема оценка дали е тоа добро или не е добро, да бидеме фер. Така е, меѓутоа следното е многу битно. Република Северна Македонија и ден денеска нема тело за заштита од дискриминација. Народниот правобранител во целиот негов мандат има, реков, само еден сегмент. Ние не сме имале комисија која го надгледува приватниот сектор. Народниот правобранител го надгледува само јавниот сектор, и тоа во процесот на спроведување на темелната вредност, соодветна и правична застапеност и недискриминација, и делот на недискриминација. Видете, за пофалба е дека граѓаните веруваат на институцијата, кога и годишно ова институција секоја година има раст на број на представки за заштита од дискриминација. Лани сме имале 54 случаеви, каде што во 24 сме констатирале повреда и сме подготвиле посебни информации кои сме ги доставиле до надлежните. И за ова година сме третирале 54 представки. Во главно биле дискриминација во сферата на работните односи. Во нив сме констатирале 10 дискриминации, од кои 4 Во 4 случаи сме успевале да го санираме повредата, во 10 не сме успевале. За тоа што не успева народниот правобранител, подготвува посебни извештаи кои ги доставува до органите, а од друга страна во годишниот го прикажуваме тоа дека не сме успевале. Зошто не ја користите законската можност за покренување прекршечни постапки? Не, тоа додека сум јас народен правобранител нема да го користам. Зошто? Затоа што тоа не е својство на народен правобранител. Тоа е замајување на јавноста. Не ли мислите дека тоа ќе ви додаде на ефикасност? Не може да додаде, од причина што представките или пријавите што јас би ги пријавил во суд за да донесе одлука со глоба да казнува одреден функционер кој не успеал или не ја почитувал препораката, ќе има негативен ефект во јавноста и по однос на граѓанинот и по однос на институцијата. Тешко дека можеш да најдеш институција народен правобранител која делува по како се вика, со приселен инструментариум да казнува. Се сеќавате 2016 година собранието не ги утврди мерките? Не.
Па мораше уште еднаш да се свика собрание за да се отворат мерките. Ние и како општество и како менталитет сме мали. Зошто не функционира како што треба проектот Омбудсман Плюс? Тука има, по моја иницијатива, беше направена анализа. Зошто? Затоа што 10 извештаи на омбудсманот, мои извештаи, покажуваа дека собираме златни докази дека полицајците при вршење на службата ја пречекоруваат овластување. Таквите златни докази ги слеавме или пуштавме кривични пријави до надлежното обвинителство, до орган на прогон. Органот на прогон не водеше ефективни истраги. Требаше да помина 10 години за да судот во Страсбур донесе пресуда дека Македонија нема ефективна истрага против полициската бруталност. И за да се смени законот за народен правобранител, да се смени законот за јавното обвинителство, таму има посебен одел кој треба да се занимава само со овие оделенија и моја беше идејата и одредбата, лично сум ја напишал, во народен правобранител треба да се формира тим во кој тројца ќе бидат вработени од страна народниот правобранител, затоа што тој е уставна категорија, а тројца ќе делегираат невладините организации кои парламентот ќе ги избира. Знаете што се случи? Во првиот оглас на собранието не конкурираше ниту една невладина организација. Добро, сега си избрани тројца, не се избрани тројца, не се избрани тројца представници, тука е проблемот, немате информација, јавноста треба да знае дека собранието бира 3 невладини организации. Добро. Од кога е собранието ги бира 3 невладини организации, тие треба да делегираат кај народен правобранител во тимот за да стане екипа, тројца или по еден, кои можат да работат кај него само една година. Да, нивната забелешка е дека вие своеволно го толкувате законот на погрешен начин. Законот вика дециден ваков. Законот вика тројцата представници што ги делегираат невладините организации работно се ангажираат во народен правобранител. Добро, и вие сметате дека тие треба да бидат вработени? Да, на определено време на една година. Само така. Видете, експертот странски не е наш, кој го почна ова заедно со мене пред неколку дена преку Совет на Европа, затоа што и од него беше барано мислење, пушти мислење. Во кое мислење стои? Уште кога ги почнавме разговорите со господинот Мемети, зборувавме за како да се конципира, а тој да делува како тим. А што е проблемот да бидат ангажирани со договори на дело? Противзаконско е тоа. Противзаконско, затоа што јас имам закон и имам обезбедив пари во буџет. Да е трагедијата, да е проблемот уште поголем. Еден од тие кандидати, добро е што не потпаднав да склучам такви договори. Еден од тие кандидати на сегашните парламентарни избори беше кандидат на некоја политичка партија за пратеник. Нема да дозволам институцијата да падне на такви, затоа што многу лесно се губи вербата. Добро, сега историски вие сте биле министар, господине Мемети? Ако така гледаме? Не е тоа проблем дека јас сум бил министер. Меѓутоа, од моментот кога јас станувам народен правобранител, мене ми престануваат сите други работи. Тој од една страна бара да биде вклучен, од друга страна е кандидат на политичка партија. Актуелен е уште еден случај со изборот на Илбер Руфати за ваш заменик во Кичево. Камери мери државен советник кај вас. Го спори изборот на Руфати, дури и со представка до антикорупцијската комисија. Според него, најголем проблем е тоа што смета дека избраниот кандидат ги нема потребните години искуство што се бараат во соодветната област, а тоа се 7 години искуство. Видете, јавноста најверојатно сакам да разликува работно искуство и работен стаж. Добро. Работниот стаж значи да биде вработен со полно работно време, каде што се плаќаат придонеси и така натаму. А кај народен правобранител, како секаде во свет се бара работно искуство. Не мора да е вработен со пензиски стаж, може во невладин сектор да работи. Добро. Тоа ние го примаме. Така да, по однос на конкретниот случај, за тој оглас конкурира 5-16 кандидати, од кои 5 исполнува услови. Еден од нив е и тој. Проблемот е зошто не сум јас.
Не, ако видиме во биографијата на избраниот кандидат, да речеме особено во делот на препораките и признанијата кои може да се верификуваат, така вели членот 6 од вашиот закон, тој има препораки од UNDP, што веројатно не е спорно, потоа од невладината Алијанса за демократски иницијативи и од УЈП, од Тетово, е сега за некој кој што доаѓа на позиција заменик да има препорака од УЈП врз основа на која е избран за заменик е малку чудно. Јас сметав дека тој кандидат треба да биде предложен, затоа што треба вие знаете, во Македонија не е тајна тоа, дека кај ме мети од кога сум дојден во оваа институција, најповеќе сум бил без заменици отколку со заменици. Затоа што има од сите страни разни притисоци кој да биде, како да биде. Не е лесно тоа. Се сеќавате на изборот на двајца предпоследни заменици по однос на проблемите во јавноста. Или ќе останеш без заменик, или ќе најдеш солуција некој да ја обавува таа позиција. Затоа што јас разговарам и со парламентарните групи, за да помине. Инаку, во што ќе се сведеме? Го спомнавте изборот на двајца за кој што се крена врева во јавноста. Со едниот од нив се чини имате некаква фрикција во односите, му одземавте дел од ингеренциите, па му вративте и така натаму. Зошто сето тоа се случува? Тој тврди дека проблем е некој случај во кој што вие сте барале од него да изврши промена на датумот на еден предмет, што тој го одбил. Не. Реалноста е следна. При изготвување на годишниот извештај, утврдив дека во предмет има тоа што не е наш мандат, почнал да истражува нешто што не е наш мандат. И тоа можеме отворено да го кажам. Додека ние водевме постапка за еден инспектор за труд, тој се жалеше кај нас за да ние ја следиме комисијата, дисциплинската комисија во инспекторатот за труд. И тоа е наш мандат. Да го штитиме него, таа комисија, дали правилно ќе одлучува. А што направил господинот заменик? Сега ќе ви кажам, дозволите да ви кажам. Господинот заменик почнал да истражува како професорите добиле дипломи, а никој не го бара од него. Тоа е недозволиво. Не сум го дозволил тоа да се случи и го исфрлив од извештајот затоа што сме надвор од мандат. Утре дентат некој или дотичните професори од Тетовскиот универзитет ќе кажат кој ти дал одобрение или по кој основ ти како омбудсман водиш таква поставка. Прифати, го тргна. Второто беше, тој беше на одмор. И кога се врати во институција, сакал во службите да антидатира некој предмет дека го дистрибуирал пред неколку дена. И реков, не може така. Има член во законот за народен правобранител. Затоа што по устав и закон народниот правобранител не е колективно тело. Народниот правобранител е еден. Тоа во моментот уште малку сум јас, господине Попетревски. Користив можност и реков, согласно член 8а, надлежностите што сум ти ги дал, ти ги одземам, не можеш да водиш такви предмети. И сега тој води само еден дел на предметите. Грото од предметите во оваа институција само ја го водам. Благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Реклами па саботажа. Користењето на состојбата е една од демократските алатки, но само ако тоа не го попречува нормалното функционирање на државата. Во услови на здравствен армагедон кој му се заканува на светот, потполно е необјаснимо локалното инетење на опозицијата околу можноста пратениците да работат од далечина. Во низата неаргументирани ставови, во рубриката вонвременски се издвојува оној околу евентуалната адаптација на таа работна платформа.
и дали секој пратеник ќе има домашни услови да може да учествува онлайн во собрание. Можеби токму парламентарната опозиција треба посериозно да размисли за исклучување на физичкото присуство во дебатата. Оди токму тоа придонесува да се увиди отсуството на концентрација и тоа баш кај оние, новодојдените, од кои се очекуваше со своето учество и партиципација да дадат специфична тежина. Почитувани пратеници, почитувана јавност, пред нас го имаме ребалансот на буџетот кој власта очекува да биде усвоен. Што остава простор? Закон за задолжување на Република Северна Македонија. А не, јас мислам дека е продолжување за ребалансот. Океј, законот... А што е смешно, Костадина? Не е смешно, никому ништо. Што е смешно? Океј, точката е задолжување на Република Северна Македонија. Повелете. Повелете, океј. Тогаш се повлекува. За разлика од Василевска, Бугарија е решена да не се повлекува. Таа обстојува на своите ригидни позиции без намера да попушти. Додека во нашата јавност се повеќе се нудат соломонски решенија кои може да придонесат за надминување на проблемот околу една од неважните историски фигури. Гоце Делчев е егеец. Роден е во Кукуш, денешен Килкис. Гоце Делчев не е ни бугарин, не е ни северно-македонец. Гоце Делчев е егеец. Во секој случај, барем родум, Делчев би бил европеец. А таму владеат некои чудни правила кои или неадекватно ги применуваме или лошо ги интерпретираме. Во секој случај, според начинот на кој се користат средствата за адаптација кон нејзините вредности, излегува дека рамката е толку широка, што овозможува да биде доведена до апсурд. Верувајте, за да измислите топла вода, ако треба и за тоа ќе ви даеме пари. Јас не можев да не ги дадам парите. Може ли да дадеме пари за обука на криминалци, например? Може ли да дадеме пари за обука за избегнување на даночни обврски, например? Има, сите услови ги исполнува, вие тврдите дека треба да дадете пари. И ќе дадете пари тогаш. Парите се проблем, не само кога се трошат спротивно од правилата, туку и кога се расфрлаат без никаков резон. Во таков случај, сега исправени пред сериозноста на ситуацијата, дилемата ја отвараат токму оние кои изгледа не сакале да ги чујат одговорите, и тоа баш тогаш, кога се поставува тие прашања. Значи, каде е проблемот? Тоа го прашувам. Проблемот е што оваа држава со години наназад многу малку се одвајаше за здравство. Идеја за глупошти и се дајаја пари. Добро, тоа е вообичаен одговор, го знаеме, го знаат и граѓаните. Па кога го знаете, што ме прашувате? И на крајот, за прашањето кое навистина ја мачи јавноста. Мислиш дека Сорос исчезна од Македонија? Некои викаат дека е веќе мртов, не знам за тоа, и дека има некој клон или... За жал, некои да бидат клонирани се уште ќе веруваат во теории на конспирации и во непријателски заговори. Обидот за враќање на човекот роден во Унгарија во македонскиот јавен дискурс, без оглед дали е жив или е мртов, е само показател дека новите жители на таа држава и натаму остваруваат влијание подома и продолжуваат да инсистираат дека нивната политичка погибија е токму таков факт, а не нивна лична заслуга. Пријатно до петок во 22 часот.